Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Најпоставуваното и најинтригантното прашање кај секој човек е: како работи верата? Како доаѓа до реализација или успех во она што сме го посакале или ни е потребно и тоа се претворило во реалност? Сигурно е дека во тој процес вклучена е верата. Постојат истакнати принципи според кои Божјата вера функционира. Божјата вера е онаа вера која ја поместува Божјата рака. За да се биде успешен учесник во Божите работи, потребно е да се запазат одредени принципи и неопходно е да се знаат основните правила. И на тој начин да учествуваме заедно со Божиот дух и да оперираме во согласност со Божиот збор. Со поимот вера сакам да укажам на верата со која Исус лекуваше луѓе, со која правеше чуда, со која луѓето ги избавуваше од демони, односно Божјата вера. Во послание до римјаните, глава 1, пишува: бидејќи во него се открива правдата Божја од вера во вера, како што е напишано: праведникот преку вера ќе живее. Преку овој стих Господ Бог ни укажува дека ние ќе живееме преку нашата вера. А за да живееме преку верата треба да знаеме како. За да живееме успешно и среќно. И затоа потребно е да знаеме како функционира верата. With your glory, oh your glory, let your glory fill this place. With your glory, let your glory fill this place. With your glory, let your glory fill this place. Shekinah glory, come and overtake us, come and overwhelm us. To be undone before you, come and overtake us, come and overwhelm us. With your glory, God, with your glory that surrounds your throne, come and fill the room, come and fill the room, till all we see is you. With your glory that surrounds your throne, come and fill the room, till all we see is you, yes, till all we see is you. Во Ефесјаните 2:8 пишува: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, Божји дар е. А во послание до Тимотеј 6:12 пишува: бори се во добриот подвиг на верата, држи се за вечниот живот, за кој си повикан и си дал добра исповед пред многу сведоци.
Кој е најголемиот непријател на нашата вера? Ѓаволот и неговите демони. Тој сака да ни стави сомнеш и да не веруваме во Божиот збор. Затоа нашата борба е на полето вера. Како што гласи стихот во послание до Јаков 4:7. Покорете се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Во прво послание на Јован Богослов 5:4 пишува: Оти секој кој е роден од Бога го победува светот, и ова е победата што го победи светот, верата ваша. А во послание до Евреите 11:6 пишува: А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти Он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Што значи? Доколку одлучиме да одиме кај Бога, да му пристапиме, мора да веруваме дека постои. Ова е принцип. Еве, на пример, доколку сакаме да патуваме со автобус или авион, патувањето ни е закажано во одреден час. Билетот сме го купиле за да патуваме во 11 часот. Ние ако одиме во 12 часот, дали ќе патуваме со тој превоз? Сигурно дека нема да патуваме. Истото е и со верата. Односно, без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти Он постои и дека ги наградува оние што го бараат. И сега се наметнува прашањето: дали веруваме дека Бог постои и дека ги наградува оние кои го бараат? А Бог секогаш не наградува, не понекогаш или од време на време. Од овој контекст може да се заклучи дека не постои и не важи, потенцирам, не постои и не важи онаа народната: Господ дава, Господ зема. Дали ни е јасно? Сиромаштијата, смртта, уништувањето, траумите, страдањето и што уште не, сигурно не се од Господ. Зарем тоа е награда? Ако верувате во ваков Господ, сигурно не верувате во вистинскиот, кој единствениот Син го даде за наше спасение. Да се подсетиме дека ѓаволот е крадецот кој доаѓа да украде, убие, уништи, а Исус дојде да имаме живот вечен и во изобилие. Изобилието е спротивно на сиромаштијата. Така што, ако го знаете овој принцип, нема да бидете излажани дека Господ сака да ви даде сиромаштија или болест. Нема потреба да просите од Господ за тој да се смилува па да ви даде. Прашањето е дали верувате во Него. Го читате ли Неговиот збор? Сите го обвинуваат за се што е лошо, а никој не го обвинува ѓаволот. Колку чудно и нелогично. Не можеме да живееме во овој свет онака како што сака небесниот татко, а тоа да е без вера. Праведникот живее според верата. Не можеме да се спасиме без вера. Не можеме да извојуваме победа без вера. Не можеме да му удоволиме на Бога без вера. Постои дефиниција во Божиот збор што ја дефинира верата. Имено, во послание до Евреите 11 глава пишува: А верата е жива представа за она на кој се надеваме и докажување на она што не се гледа, или според друг превод: верата е тврда увереност во она на кој се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Верата функционира, работи сега, во моментов. Не вчера, не во иднина, туку сега, веднаш. Во англискиот превод на овој стих постои зборот сега. Зошто е важно да го знаеме овој збор? Затоа што верата работи сега, како што ни вели Исус: кога се молите, верувајте дека ќе добиете и ќе ви биде. Што значи? Во моментот кога се молиме треба да веруваме за она што се молиме дека ќе го добиеме. Доколку се молиме сега, во овој момент, значи дека сега веруваме и со тоа ја активираме верата. Дали сте забележале дека во нашиот речник обично говориме вака: ќе биде подобро, ќе оздравам, ќе правам нешто, односно употребуваме идно време. Верата дека нешто ќе се случи ја ставаме во идно време,
а Божиот збор јасно ни укажува дека верата функционира сега. Доколку изговориме вака: еден ден Господ ќе ми помогне и ќе стори нешто во врска со моето лекување или финансии. Во оваа реченица не постои вера. Зошто не постои? Затоа што изјавуваме дека Господ се уште нема ништо направено со нашиот проблем и дека некогаш, а не знаеме точно кога, може би ќе направи нешто. Да се подсетиме дека Тој направи се што треба. Исус дојде, не откупи, не ослободи од клетвата на законот, го зеде нашето место и сега имаме и добивме се по вера, како што пишува. А Тој беше изнаренет за нашите гревови, казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Зарем не е така? А што прават многумина? Мислат дека ако е Божја волја ќе бидат излекувани, ќе просперираат, ќе бидат успешни и се надеваат дека ако се смилува, Тој ќе им помогне. Во што е проблемот? Проблемот е во тоа што не знаеме кои сме, што ни следува, што треба да правиме како деца на семојкниот Бог. А како ќе знаеме? Каде пишува? Во Светото Писмо пишува се што треба да знаеме. Може би изгледа и звучи нелогично кога зборуваме дека сега сме излекувани, а се чувствуваме уште болни, уште имаме симптоми, или дека сега сме богати, кога финансиите се уште ги немаме во своите раце, но во тоа се состои верата и на таков начин функционира. Божиот збор не гласи дека верата беше или верата ќе биде. Туку верата е во сегашно време. Тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Ние се надеваме, но надевањето само по себе не носи резултат. Затоа потребна ни е верата како субстанција, елемент, состојка, со која ќе храниме надежта. Или со други зборови, со верата како состојка ја материализираме надежта. Еве за споредба. Надежта е како сонот што го сонуваме. Сонот може да биде толку реален, скоро како најаве. Но можеме ли да го повратиме сонот откако сме се разбудиле? Не. Што му недостига на сонот? Состојка, за да биде реален. Таква е надежта. Исто како што шеќерот, што е состојка која му се додава на лимонадата за да биде посладка. А Божиот збор ни кажува дека доколку на тој сон, на таа надеж, ја додадеш состојката вера, тогаш може да премине во реалност. Верата е доказ за она што не се гледа. Што прави доказот? Доказот го валидизира, тоест го прави важечко, валидно постоењето на нештото што во моментов го немаме. Да појаснам. Верата е доказот за она што го очекуваме, за тоа што се молиме, се додека материјално не се реализира. Откако ќе се реализира, доказ не ни е потребен, нели? Ќе искористам еден едноставен пример. Археолози на одредено место откриваат остатоци од некој праисториско животно. Остатоците се доказ дека такво животно некогаш постоело. А пак, археолозите, не знаејќи на друго ненаселено место или на пуст остров, се појавува и живее тоа истото животно. Дали сега ни е потребен доказ дека тоа животно постои? Не, не ни е потребен. Зошто? Затоа што тоа животно сега можеме да го видиме со своји очи и дека тоа екзистира на оваа планета. Така и со верата.
after. It's you, it's you, it's you, it's you. You're all that I'm after. Yes, you're all that I'm after. You're all that I'm after. It's you, it's you, it's you, it's you. It's always been you. It's always been you. It's always been you. Yes, it's always been you. 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 You're the one I'm after. You're the one I'm after. I will never stop pursuing you. You're the one I'm after. I will never stop. I will never stop. I will never stop. I will never stop. You're the one I'm after. I will never stop, never stop. Многу често потребно ни е нешто и веднаш сакаме да го добиеме, но веруваме дека го имаме и дека е на пат да биде во нашите раце. Затоа е верата. Затоа гласно изјавуваме дека сме здрави, дека сме просперитетни, дека го имаме тоа и тоа. Доколку го имаме и го гледаме, не ни е потребна вера за да веруваме дека ќе го имаме или дека кога го добивме да речеме дека веруваме. Туку веруваме дека го имаме пред да го добиеме. Многумина ја користат реченицата: ќе поверувам штом ќе видам. Но тоа не е вера. Во послание до Римјаните 10:8 пишува: блиску до тебе е словото, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме. А 17-тиот стих гласи: верата доаѓа од слушање, а слушањето од Словото Божје. Што значи? Има некој редослед како верата доаѓа. Затоа се нарекува и слово на верата, затоа што произведува вера во срцето на слушателот. За да можеме успешно да живееме со Бога, ние мораме да научиме како да живееме надвор од сферата на телесните сетила, како што гласи дефиницијата. Убедување за нештата што не се гледаат, затоа што нештата од Бога се во духовниот свет, а нашата вера е таа што го овозможува трансферот од духовниот во физичкиот, материјалниот свет. А се додека посакуваното нешто не пристигне во физичкиот свет, верата ни е доказ за нештото, односно Божиот збор ни е доказ за нештата што ни припаѓаат и што имаме право да ги добиеме. Верата за одредена ситуација е привремена. Веднаш штом таа ситуација ќе се разреши, верата повеќе не е потребна. Во прво послание до Коринтијаните 5:7 пишува: бидејќи според верата живееме, а не според гледањето, или со други зборови, живееме според Божиот збор, а не по сетилата. Она што е важно да се знае тоа што нештата постојат во две форми. Прво постојат во духовната форма, односно во форма која што е надвор од сферата на нашите физички сетила, односно онаму каде што е Бог. Исус во Евангелие според Јован 4:24 на жената Самаријанка и вели: Бог е дух, и оние што му се клањаат треба да му се поклонуваат со дух и со вистина. Бог живее во свет кој не може физички да се допре, туку треба да се живее според духот, па за да се осознае. Тоа не значи дека не е реален тој свет, туку напротив, пореален е од овој овде, како што гласи: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, така што, штом Бог е дух, а ја создал земјата и се останато, тогаш тој е пореален од што било, и нештата зависат од него, а не тој од нив. Затоа со сигурност можеме да го декларираме Божиот збор, бидејќи знаеме како функционира заветот што Бог го направи со нас. И потоа ги знаеме нашите права во Христос и можеме да изјавиме со вера:
верувам дека сите потреби ми се задоволени. Но, мора да бидеме убедени дека тие нешта се реални и дека постојат. Инаку, од каде би ги очекувале истите? Станува збор за дуалност, односно постоење на два паралелни светови. Пример за тоа се аудиобрановите. Постои AM и FM фреквенција. Можеме ли да ги видиме? Не, а сепак тие постојат. Бог постои во друга сфера, духовната. Она што ние треба да го направиме е да се вклучиме на таа фреквенција. А верата е инструмент за тоа. Верата е како далечински управувач. Без него не можеме да го вклучиме телевизорот и да избереме телевизиска програма. А за тоа како работи телевизорот, производителот ни дава упатство за работа. Такво упатство за работа ни дава и небесниот татко, а тоа е Светото писмо. А преку тоа упатство знаеме како треба да функционираме. Ако ни се потребни финанси, ги бараме инструкциите за да добиеме финанси. Ако ни треба здравие, го правиме истото. И за се така. Плюс, треба да бидеме убедени дека тоа постои. И се што ќе побараме, треба да веруваме дека веќе постои во тој невидлив свет. Се наметнува прашањето: веруваме во тоа? Во послание на апостол Јаков, 1 глава пишува: Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да се моли со вера и никако да не се сомнева. Оти оној кој се сомнева прилега на морски талас, кого ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Се што се вклучува во заветот со Бог, ни следува нам, но никогаш нема да го имаме, нема да ги примиме придобивките од тоа се додека не го изјавиме со устата и поверуваме во нашето срце, по вера, а не по гледање. Живењето според сетилата може да не доведе до погрешни патеки. Дјаволот ги користи нашите сетила за да ни стави, да ни наметне погрешни мисли, ќе ги искористи нашите емоции и ќе не стави во заблуда, збунетост, илузија, се со цел да не уништи. Ние сме должни да се спротивставуваме на неговите лаги, како што пишува: противете се на дјаволот и тој ќе побегне од вас. Кои се чекорите што треба да ги направиме за да проработи верата? Како треба да постапиме? Што треба да направиме? 24 стих од 11 глава од Евангелие според Марко гласи: Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Да потенцирам дека ова го зборува Исус Христос, главата на црквата, Синот Божие. Ова ќе го прифатиме или ќе го одбиеме. Трето нема. Треба длабоко во нашето битие да веруваме дека Божиот збор е вистина. Инаку, колку и да зборуваме, е залудно. Треба да знаеме дека Исус Христос е патот, вистината и животот. Нема друг пат, нема друг извор на живот, нема друга вистина. Уште еднаш. Стихот гласи: се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете. На кој се однесува информацијата? На нас. Ние што и да посакаме ќе добиеме, што и да е. Може да се забележи дека Исус не ни става некакви ограничувања на нашите желби. Така што, воопшто не треба да се запрашуваме дали треба да оздравиме, дали треба да сме богати, просперитетни, успешни, дали заслужуваме или не. Небесниот татко обезбедил се за секого од нас. На секого му дал благослови, пари, луѓе кои ќе не сакаат успешна кариера, имот и тоа изобилно. Секој од нас има своја небесна сметка, исто како што е нашата банкарска сметка. Нема потреба да крадеме од друг за ние да имаме, или пак некој друг нас да не краде. Има за сите. Бог веќе ни обезбедил се. Некој ќе запраша: а што ако посакам нешто што е погрешно? Зарем и тоа ќе ми го даде?
Прашањето е зошто да ти падне на памет да посакаш нешто што не го сака твојот небесен татко и е погрешно. Доколку посакуваш погрешно, резултатот ќе биде само грев, а гревот носи духовна смрт, а животот е само во Исус Христос. Во псалмите пишува: утешувај се со Господа, и Он ќе ти даде срцето твое што ќе посака. А во Евангелие според Јован 15:7 пишува: ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе биде. Кој е клучот за да се добие тоа што се посакува? Клучот е да останеме во Бога и Неговите зборови во нас. Така ние ќе ги знаеме нашите права, што ни следува, ќе знаеме што се е откупено за нас со крвта на Исус Христос и што правично ни следува. Ќе знаеме што го усреќува нашиот небесен татко, а со тоа ќе знаеме и што е погрешно. Healer, you're still the healer. You're still the healer. You're still the healer. You're still the healer. And I'll be like the woman who said, if I could just touch the hem of his garment, if I could just touch the hem of his robe, I know I'll be healed. So tonight we stand in faith and we prophesy that he's still the healer of every need. He's still the healer of every need. He still heals the same. He still heals the same. So we reach out in faith tonight and we grab hold of the hem of your garments. Oh, the hem of your garments. We prophesy healing flowing through your veins, healing flowing through your body, healing flowing through your body. 'Cause he's still the same. He's still the same. I am that I am, 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 that I am everything you need, everything you need. Oh, I am that I am, that I am everything you need, everything you need, everything you need, everything you didn't think you needed. I am, 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 I am everything you needed, everything you needed, everything you didn't even know you needed. I am, I am, I am, I am, I am, 'cause I'm already in your future and I know what you need, and I am, I am, I am. And I hear him say, would you stop worrying? Would you stop worrying what tomorrow might bring? 'Cause I'm already there and I've already made a way. Will you just be ever present with me? Will you just be ever present in this moment right here with me? And trust me and know that I'm already in your future waiting. And everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Where you thought you saw lack, I'm your great provider. I'm your great provider. I'm your great defender. I'm your great defender. So don't worry, don't worry. It's all gonna be okay. Better than okay. Better than okay. Верата е таа што го прави трансферот од духовниот свет во физичкиот. Се додека да пристигне посакуваното, верата е нашиот доказ за тоа. Верата е синоним за Божиот збор. Така што Божиот збор е нашиот доказ дека посакуваното постои, а нашите сетила не можат да го видат. Штом го добиеме посакуваното, верата повеќе не ни е потребна. Ни се наметнува и друго прашање. Кога се молиме, дали веруваме дека нештото за што се молиме ќе го добиеме?
Треба да бидеме искрени дека многу често повеќе му веруваме на зборот на луѓето отколку на зборот на Бога. Доколку закажеме состанок по 12 часот и му веруваме на другите луѓе дека ќе бидат присутни по 12 часот, зошто тогаш не му веруваме на Бога? Зарем не е така кога се пријавуваме на работа во одредена компанија? Очекуваме дека на почетокот од месецот ќе ни се исплати паричен надоместок. А сепак, тие пари не ги гледаме во моментот на склучување договор или на даден збор. Од друга страна, не ни очекуваме да ни дадат некој знак дека сигурно ќе ни платат, како што правиме со Бога барајќи некој знак дека нештото е така како што е. Чудно! Од Бога сакаме веднаш и се буниме и бунтуваме за се и се што. Каде е нашата правичност? Колку верата ни работи кога станува збор за луѓето? Па тој ми рече дека ќе ми плати, таа рече дека ќе го направи тоа. Принципот е ист. Еве, и Бог ни вели дека што и да побараме во молитва, ако веруваме дека ќе го добиеме, дека навистина ќе го добиеме и тоа во изобилство. Каде ни е пропустот? Ќе искористам уште еден пример за да ја објаснам верата. Нели една метална паричка има две страни, глава и опачина. Паричката е одобрена од банкарскиот и платежниот систем во една држава и со неа може да се плаќа, било за производ, било за услуга, односно се врши размена или трансакција. Исто на тој начин е со небесното царство. Валута за размена е верата. На едната страна од паричката е верата, на другата страна е верувањето. Потребни ни се и обете за да се изврши трансакцијата. Но, дали постои разлика помеѓу верата и верувањето? Да научиме од следниот пример. Се наоѓате на некој собир. Случувањата течат и одеднаш во салата влегува многу слаб, истоштен, прегладнет човек. Скоро сите ќе реагираат и сакаат да му помогнат на човекот. По некоја случајност на собирот е присутно медицинско лице кое констатира дека човекот е до толку истоштен и прегладнет што му останува половина час живот. Се организирате и порачувате храна за човекот. Го прашувате: веруваш ли дека штом ќе изедеш храната ќе ти биде подобро? Тој одговара: да, секако. И тоа го повторува неколку пати. Времето тече, а на човекот му е се полош и полош. За кратко, паѓа на подот и медицинското лице констатира смрт. Што се случи? Човекот имаше можност да јаде и да преживее. Обезбедена му беше храна, плюс и веруваше, ама сепак не остана жив. Зошто? Затоа што не ја изеде храната. Така и со верата. Ние веруваме за одредена работа, но не реагираме и не се активираме. Потребна е акција од наша страна за верата да функционира. Што значи верата всушност е делување, активирање на она во што веруваме. Во што се состои активирањето? Активирањето на она во што веруваме е гласното изјавување на Божиот збор за дадена ситуација. Како на пример, Божиот збор за лекување гласи: казната за нашиот мир падна врз Исус, а преку неговите рани ние се излекувавме. И за се останато на тој начин. Друго што е важно да се знае следново. Кога веќе сме се помолиле за одредено нешто или ситуација, доволно е само еднаш, а потоа секое наредно молење се заблагодаруваме со потенцирање дека веруваме дека таа ситуација е разрешена. Воспротивно, доколку секој ден го кажуваме истото, односно го бараме како за прв пат, всушност го откажуваме она што го бараме. Ќе запрашате: како го правиме тоа? Тоа го правиме со нашиот сомнеж, дека на Бога треба да му се повтори многу пати, па за тој да се смилува и да ни ја услиши молитвата. Сомнежот и верата се сосем спротивни. Кога садиме семе од некое растение, дали на почеток го гледаме растението или плодот од истото? Не го гледаме. Што правиме ние? Го наводнуваме и тоа со текот на времето од семка преминува во мало ливче, па оформува стебло, па излегува над површината на почвата и така се до моментот кога раѓа плодови.
Дали на самиот почеток верувавме и очекувавме дека ќе порасне, а сепак не гледавме ништо? Секако дека да. Ако се сомневавме, воопшто немаше ни да го насадиме и да очекуваме плод. Збунетоста и сомнежот лесно можат да бидат наметнати од ѓаволот доколку не ја знаеме вистината. Во Евангелие според Лука 11 глава пишува: И кој татко од вас, ако синот негов му побара леп, ќе му даде камен, или ако побара риба, па му даде змија место риба, или ако побара јајце, да му даде скорпија. И така значи, ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата свој, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат. Ѓаволот е оној кој сака ние да бидеме сиромашни, болни, намачени и да не наведе да мислиме дека тоа е Божја волја за нас. Во прво послание на Јован Богослов 5:14-15 пишува: И тоа е увереноста која имаме пред Него, дека ако побараме нешто по Неговата волја, тој не услишува што и да побараме. Знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од Него. Значи, ќе добиеме се што ќе побараме доколку е во согласно со Неговата волја, а нема да добиеме она што не е по Неговата волја. И повторно доаѓаме до прашањето: ја знаеме ли Божјата волја за нас? Секако дека ја знаеме. Совршено здравје, просперитет, изобилно благословени. Чија книга е Библијата? Таа е Божјиот збор. Значи е на Господ Бог. Кој зборува во Библијата? Бог секако. Тој вели дека ако ние сакаме да не чуе, кога се молиме, потребно да се молиме според Неговата волја. Бог е оној кој бара од нас да бараме според Неговите правила и волја. А што ме така, и ако ние бараме според Неговите правила, тогаш тој има обврска да ја стави својата волја на располагање за нас. Верата се ослободува изговарајќи ги зборовите на глас. Затоа секогаш кога зборуваме се ослободува нашата вера, било тоа да се негативни или позитивни зборови. Затоа треба да внимаваме што зборуваме, што декларираме. Нашата вера ќе оперира на нивото на изјавување од нашата уста. Затоа е многу важно што изјавуваме, што говориме. Врз основа на се ова што го проанализиравме, може да се заклучи дека Небесниот Татко ни обезбедил се. Се што посакуваме е во духовниот свет и преминува во физичкиот. Наше е само да веруваме и да ја активираме верата, како што пишува во послание до Ефесјаните 1 глава. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа со секаков духовен благослов од небесата. Доаѓаме до главниот и најзначаен момент. Како да се молиме? Да ја користиме следнава молитва. Господи Татко, во името на Исус доаѓам пред Тебе сега да се помолам и мојата желба е да бидам здрав, од врвот на главата се до почетокот на прстите од моите нозе. Ти рече дека кога ќе се помолам да верувам дека го добив. Мојата желба е да бидам совршено здрав. Затоа јас сега се молам и верувам според Твојот збор, дека јас сега го добив лекувањето за моето тело. Јас верувам дека сум излекуван, од врвот на мојата глава се до почетокот на прстите од моите нозе. Те проколнувам болест во мојкиното име на Исус, ти наредувам да исчезнеш, да умреш и да престанеш целосно да постоиш. Да се разбереме. Ова нема никаква врска со тоа како се чувствуваме. Можеби нема да има никаква физичка промена веднаш. Да забележиме дека тој никогаш не рече дека кога ќе се помолиме за нашите желби дека ќе има некаква физичка промена. Дека не е ништо базирано на она што го гледаме или чувствуваме, туку тој рече дека се базира на она во што веруваме дека ќе го добиеме, односно примиме. Да претпоставиме дека се помоливме во понеделник. Доаѓа вторник. Кога одиме на нашето редовно молење, на крај велиме:
Ти благодарам, Господи, и сакам да те потсетам дека во понеделникот поверував дека го добив моето лекување. И ти ми рече дека во твојот збор, преку раните на Исус јас се излекував. Да те потсетам и да ти ставам на дознање дека верувам дека сум излекуван сега и дека го добив лекувањето во понеделникот. И вака, секој ден се додека не добиеме резултат од Царството Небесно. Последна недела ја кажуваме датата на тој ден и месец кога за прв пат сме се помолиле. Господ Татко го слушна барањето во молитвата и веднаш испрати одговор. Меѓутоа, времето да се донесе од одговорот од духовниот свет и да се манифестира во нашиот физичкиот е дека на патот се наоѓаат сатанат и неговите демони, кои се обидуваат да го украдат одговорот на молитвата и нашите ангели кои се борат против нив. Доколку ви интересира повеќе за тоа, прочитете го делот од книга Даниил 10.13. Резултатот од битката зависи од нашиот збор, кој се декларира од нашата уста. И откако ќе бидеме излекувани, му велиме на Господ Татко, сега сум излекуван и ти благодарам за тоа. Слава ти тебе, Господи. Постапката може би не изгледа нелогична, но не станува збор за логика, туку за вера. Истата постапка се однесува и за се останато во животот, било да станува збор за финанси, разрешување на одредена ситуација и слично. Драги мои, ви предлагам оваа тема да ја преслушате неколку пати, бидејќи е обемна и полна со информации. Ви советувам да ги сопишувате сите информации што сметате дека се однесуваат на вас. И читајте ги секој ден. Анализирајте ги и секако ставете ја вашата вера во функција. Ве поздравувам со следниот благослов. Мојот Бог по своето богатство нека исполни секоја ваша потреба за слава преку Исус Христос. А на Бога, нашиот Отец, слава во веки веков. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓорѓиевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер